Враќање на визите и крај на слободното патување во Европа за македонските граѓани. EU Observer објавува интерен документ на земјите членки во кој тие бараат суспензија на безвизниот режим за Македонија, Балканот, како и Молдавија, Грузија и Украина. Според документот, Германија, Франција и Италија биле гневни на злоупотребата на слободниот визен режим од споменатите земји. Посебен проблем за Македонија представува Белгија, од каде велат дека ова лето се зголемувале барањата за азил. Таму сега се проверувало дали станува збор за можеби изолирани случаи. Во само 2 дена овој вторшок од Брисел, предходно Reuters објави дека нашата земја во пакет со остатокот од Балканот ќе ги изгуби гаранциите за членство во EU, повторно поради противење на дел од земјите членки, меѓу кои главна е Франција, а не само Бугарија. Од владата пак без коментар велат не сакале да коментираат информации објавени од медиуми, иако станува збори за повеќе од респектабилните Reuters и EU Observer. Владата не коментира информации објавени во медиуми врз основа на наводни неформални и непотврдени документи. Ваквите и повеќе од лоши вести за Македонија доаѓаат во моменти кога во посета на земјава се лидерите на Европската унија, откако пристигна првиот човек на Европската комисија, во државата дојде еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј. Она што е симптоматично е што посредбата меѓу Заев и Вархеј нема да има класичната пресконференција, односно владата ќе објавила само соопштение. Фон дер Лајен пак повторно барем декларативно даде поддршка за Македонија, но не давајќи никакви гаранции кога државата би добила датум за старт на преговори. Дури одби да одговори дали е можно Албанија да биде разделена од пакетот со Македонија и да ги започне преговорите пред нас. Мислам дека за нас сега е важно да се фокусираме на испорачување сега. Јас се фокусирам главно на тоа и сакам двете држави, Северна Македонија и Албанија, да започнат со преговорите и со меѓувладините конференции, со пристапниот процес. И навистина треба да се фокусираме на тоа да испорачаме сега, а кога велам сега, мислам до крајот на годината. Целосно сум концентрирана на тоа прашање. Безвизниот режим прво беше воведен за Македонија, Србија и Црна Гора во декември 2009 година. Една година подоцна тоа го добија Албанија и Босна и Херцеговина во 2014 Молдавија, а Грузија и Украина во 2017.